Вчерашниот краткотраен, но дожд со библиски количини во Виница предизвика многу штети. Денешните проценти укажуваат на последици кои граѓаните и општината долго ќе ги чувствуваат. Причината е значителна материјална штета, има поплавено околу 40 на куќи, претежно во подрумскиот дел, има оштетени кровови и има големо оштетување во неколку деловни простории. Значи, веднаш екипите на територијалната противопожарна единица заедно со јавното комунално предпријатие, а во координација со Центар за управување со кризи и со Дирекција за заштита и спасување, излего на терен и се санираат дел од настанатите штети. И денес во текот на денешниот ден екипите на јавното предпријатие се на терен за расчистување на последиците од ова силно невреме. Екипи на територијалната противпожарна единица Виница биле на терен синоќа до 23 часот, при што имале вкупно 20 интервенции, претежно на деловни објекти и училишта. Екипа на јавното предпријатие Солидарност Виница со едно возило и 3 лица беа на терен за санирање на затнати водотоци на реките и шахтите, како и чистење на наноси од улиците. Пријавена е интервенција на поединци со сопствени пумпи за санирање на поплавените подруми. Дирекцијата за заштита и спасување преостапи 3 пумпи на виничките пожарникари во период на траење на интервенциите. Соопшти Центарот за управување со кризи. Состојбата денес е нормализирана, но последиците од невремето ќе се санираат уште долго, а нив граѓаните не можат да ги покријат сами. Од рано наутро, значи, граѓаните пристигнуваат и поднесуваат пријави за настанати штети. Ние како општина имаме формирана комисија за проценка на штета, така да потоа ќе извршиме увид на лице место и ќе се констатира настанатата штета. Само еден ден претходно, невреме со катастрофални последици врз имотот на граѓаните и општинската инфраструктура имаше и во Берово.